Со самото појавување на градскиот стадион во Штип се стекнува впечаток дека тревнатиот терен одлично се негува и нуди изваредни услови за игра. Многобројните гости кои имаат честа да ги следат на преварите на Бергалница во овие неколку кола, просто се воодушевени од квалитетот на тревнатиот терен, велејќи дека еден, ако не и најдобар во Македонија. Раководството на Бергалница продолжува со активностите околу подобрувањето на условите на градски и за играчите и за гледачите. Фудбалскиот клуб Бергалница заедно со јавното претпријатие ИСАР и локалната самоуправа градоначалникот се трудиме да ги овозможиме сите услови кои што треба да ги имаат фудбалерите на фудбалскиот клуб Бергалница и навивачите да се чувствуваат пријатно кога ќе дојдат на надпреварот. Од наша страна се е направено, се е дадено, се очекува само поголем ентузијазам и поголема борбеност, жртвеност да играат фудбалерите на Бергалница за својот клуб, да играат за својот град и да направиме резултат, да се обидеме да обстанеме во првата лига. И иако сами знаете дека ние кога дојдовме као раководство, веќе Бергалница најдовме во една многу лоша состојба, кажи речи испаднат. Моментално работиме на фарбање на столчињата овде на трибините, ги обновуваме скршените со нови столчиња, ги фарбаме во стилот на знамето на Република Македонија, бидејќи се надеваме дека овде ќе има интернационални утакмици ќе се играат на овој стадион. Веднаш потоа ќе пристапиме кон тече тендерската постапка за покривање на трибината овде од страната од кај река Бергалница. Оваа трибина ќе биде покриена и адаптирана за модерни услови. А исто така најавуваме дека ќе направиме, ќе преадаптираме на простори од овие простори овде што ги има во фудбалскиот клуб Бергалница, во музеј на фудбалскиот клуб Бергалница, каде ќе бидат поставени сите пехари кои што ги има освоено фудбалскиот клуб, ќе бидат поставени историја на сите фудбалери кои што играле фудбалскиот клуб, ќе бидат ставени дресови од 50 и некоја година па се до ден денес, ќе бидат извадени неколку фудбалери кои што се звучни имиња за градот и кои што претставуваат икони на фудбалскиот клуб Бергалница. Јас уште еднаш апелирам до сите навивачи, до сите граѓани на град Штип. Желбата е голема на сите нас, се надевам дека ќе дадат поддршка сите, максимално да трнеме политиката на страна, било која, дали некој припаѓаат на ВМРО ДПМН, дали некој припаѓаат на СДС, дали некој припаѓаат на друга политичка партија, фудбалот пред се, односно Бергалница, фудбалскиот клуб Бергалница пред се да успееме да останеме во првата фудбалска лига, а потоа натаму ќе видиме што ќе правиме. Инаку сега е пауза на првенството во првата македонска лига поради квалификацијскиот настап на македонската репрезентација, која синоќ го победи Лихтенштејн со 3:0 и пријателскиот меч со Белорусија. Првенствените прволигашки возбудувања ќе продолжат на 2 април со одигрување на редовното 24-то коло, во која екипата на Бергалница ќе гостува на тимот на Прилепска победа.